Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Советот на општина Кочани ја одража 47-та седница на чиј дневен ред најбројни беа програмите за работа на општинските служби за оваа година. По предлог на неколкумина советници беше вметната и точка за состојбата со депонијата кај селото Бели. Локалната самоуправа на Кочани од буџетската сметка ќе издвои 1 милион денари и ќе ги префрли на сметката на комуналното предпријатие Водовод, за да се набават морски алги за третирање на комуналната депонија кај Бели. Тоа е еден од заклучоците по расправата на 47-та седница на Советот на општината, а што по барање на неколкумина советници беше вметната како приоритетна точка на дневниот ред. Во образложението на барањето беше нагласено дека состојбата е алармантна и премногу долго се чека на решение, додека загадувањето на воздухот што го предизвикува чадот од запалениот отпад го загрозува здравјето на сите граѓани. Градоначалникот Љупчо Папазов нагласи дека комуналното предпријатие и општината имаат ограничени ресурси за справување со проблемот, што дополнително се усложнува поради доцнењето на проектот за изградба на регионалната депонија кај Свете Николе, а со кој отпадот од соседните општини веќе се донесува на депонијата кај Кочани. Бевме на состанок со претходната министерка за животна средина, каде добивме ветување дека по завршувањето на изборниот процес, а можеме да констатираме дека за жал изборниот процес трае многу долго и официјално не е завршен и не може да интервенира со менување на програмите за работа на Министерството, комуналното јавно предпријатие не може да го менува својот план за јавни набавки, општината не може да донесува измени во планот за јавни набавки и сме доведени во една ваква ситуација каде што имаме ограничување во делот на ресурсите и итноста на мерките кои можеме да ги преземеме во делот на справување со овој проблем. Во делот на изработката на проектот се работи проект од страна на Европската унија. Општина Кочани заради дополнителните количини бара проширување на опфатот на површината на која треба да се третира отпадот. Можете да погледнете во Виница фирмата изберена од страна на Министерството за животна средина во каква состојба има доведена депонијата, истото треба да се случи и кај нас. Заради тоа што има дополнителни количини, барањето за проширување на опфатот од страна на надлежното министерство пред се за животна средина и просторно планирање, агенцијата за просторно планирање, консултантската куќа, надзорот кој го води целиот овој проект, бара одредени дополнителни активности и бара пред се време. Тоа ги забавува систематските зафати кои треба да донесат до конечно справување со ваквиот проблем. Пред се собирање, компостирање на огромните количини отпад кои се и на површината и како стари количини депонирани на просторот на местноста Тупанец и да се обезбеди простор за дополнителните количини кои ќе доаѓаат од територијата на општина Кочани и за дополнителните количини од територијата на соседните општини кои го депонираат својот отпад во нашата депонија. Чадењето и загадувањето на воздухот од запалената депонија кај Бели неколку месеци е главна тема во локалната, но и во пошироката јавност. Таа бара брза реакција од надлежните. Комуналното предпријатие Водовод се соочува со презадолженост од околу 1 милион евра и не е во можност само да ги набава и морските алги за третман на депонијата. Поради тоа, со помошта од општинскиот буџет, барем привремено се очекува да се намали неповолната еколошка состојба. Крводарителите од Виница се меѓу најдобрите на Балканот. Минатата година планот го надфрлија за 300%. Во Општинскиот Црвен крст се одржа свеченост на која беа доделени награди и признанија за 50, 75 и 100 пати дарувана крв. Под мотото најхумани меѓу хуманите, а по повод 14 јуни светскиот ден на крводарителството, во Општинската организација на Црвен крст Виница им беа доделени награди и признанија на најдобрите крводарители од општината. На свеченоста беше истакнато дека планот за крводарување за 2023-та е надфрлен за 300%, со што виничките крводарители се меѓу најдобрите на Балканот. Потврда за тоа е што се евидентирани 30 крводарители со над 100 дарувања, а посебна гордост
е што тројца од нив веќе го надминале прагот од 150 крводарувања, со што се вбројуваат меѓу рекордерите во светски рамки. По бројот на крводарувањата сме негде на највисокото ниво на светски рамки. Денес сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за сите ваши активности, за сите ваши блиски кои најдоа разбирање при дарувањето на крв, да допринесете уште еднаш у нашето општество за надминување на тешките моменти, на болести, операции и така натаму. И ако секој ден се среќаваме со потреба од крвни групи и крв за луѓето на кои им е неопходна, малку се зборовите со кои може да се заблагодариме на сите вас, на семејството на хуманисти и крводарители, кои, иако најхумани од државата, така скромно и достоинствено доаѓате ја дарувате својата течност и помагате на луѓето во секојдневниот живот. Посебно признание за над 170 крводарувања му беше доделено на Бајрам Мустафов, а наградени беа и Благој Николов и Цанко Анастасов, кои досега учествувале на над 160 крводарителски акции. Исто така, признанија им беа доделени и на крводарителите кои 100 пати дарувале крв. Јас сум Ристов Јонче од Виница. Редовно дарувам крв 100 пати од средно училиште. Се додека ме здравје служи, не се откажувам. По тој пати двојца синови и они се над 20 велики пати. Крводарител Јован Трајанов. Дарите над 100 пати досега. Крвна група нулта позитив, најбараната, а крводарител од средношколските денови и континуирано. За покажаната хуманост на виничките крводарители и годинава Македонскиот Црвен крст им го додели признанието за исполнување на планот за крводарување за минатата година. И Општинската организација на Црвен крст Кочани го одбележа Светскиот ден на крводарителството. На свечениот настан, што се реализираше во салата на мултикултурниот центар, беа доделени признанија за најдобрите крводарители. По повод 14 јуни, Светскиот ден на крводарителството, Општинската организација на Црвен крст Кочани во салата на мултикултурниот центар реализираше средба со најдобрите крводарители од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. На лицата кои имаат повеќе пати даровано крв, им беа доделени признанија за придонесот во спасувањето на човечките животи. Инаку 14 јуни е иницијатива на Светската здравствена организација за одбележување на денот на крводарителите и оваа година одбележува 20 години од првата иницијатива. Мотото на ово годинешното одбележување на денот на крводарителите е "Ви благодариме крводарители". Како што кажав, денес сме овде присутни да дадеме признание и почит на повеќекратни крводарители кои имаат дарувано 100 години, а дури и со децении, и сепак имаат заслужено некое признание. Денеска ќе даваме признанија за крводарители кои имаат дарувано 5, 10, 25, 50, 75 и 100 пати крв. Имаме повеќе луѓе во нашата општина што има дарувано 100 пати крв и секако ова е за голем поздрав. Овај ден, како што кажав, освен за дарување на признание на крводарителите, исто така за да се истакне важноста на крводарителството, затоа што без крводарителите не можеме да спасуваме човечки животи, затоа што нели како што кажавме крвта е основна и не можеме да ја замениме со нешто друго. Годинава признанието за рекордер крводарител му беше доделено на Боро Спасов од населбата Оризари. Ја прв пат дав крв во војската, до сега е добро. Ние сме крводарители сите тројца од фамилијата. Јас давам крв нон-стоп, да речеме, уназад годините. Здравјето ми слуша. Па да дават крв сите кои сакат, кои се здрави, кои се може да дават крв. Тоа е. Признание и благодарници беа доделени на подржувачите на Општинската организација на Црвен крст Кочани, односно на службата за трансфузиона медицина, оделението за внатрешни работи, двете средни училишта, како и на територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво од Кочани. Локалната самоуправа на Зрновци продолжува со реализација на градежните работи во склоп на проектот Градежна офанзива 2024 година.
Градоначалникот Борчо Коцев истакна дека во тек се работни активности на улиците Филе Ристов и Никола Карев, а изведувачот треба да ги заврши најдоцна за 3 месеци. Како дел од најавената градежна офанзива во општина Зрновци, денес започнуваме со реализација на уште еден проект, односно реконструкција, продолжување и проширување на улиците Филе Ристов, Никола Карев и спој на истите. Проектот е со финансиска конструкција од 6,5 милиони денари, должина од околу 700 метри. Самите улици покрај домакинствата доста се фреквентни и се користат од посетителите на Плачковица и Зрновска река. Искрено се надевам дека за 2-3 месеца целосно ќе бидат реконструирани, а граѓаните ќе можат побезбедно да се движат кон овој патен правец. Инаку градежни работи освен на овие две улици се одвиваат и на влезот во Зрновци, односно на кривината која што изминативе децении представуваше црна точка во сообраќајот. В понеделник официјално завршува учебната 2023-2024 година. Во основните и средните училишта во Кочани таа беше проследена со многу наставни и воннаставни содржини. В понеделник официјално завршува учебната 2023-2024 година. Основците последните денови во училиштата ги искористија за прошетки во природа, а работеа со скратени часови поради топлотниот бран. Средношколците пак наставната година ја завршија на 10 јуни, бидејќи во Законот за средно образование не е одредена законска обврска за точниот број работни денови, додека за основните училишта бројот на часови во текот на двете полугодија изнесува 180 работни денови. За прв пат учениците користеа и пролетен распуст во периодот од 26 април до 6 мај. Двете полугодија во кочанските основни и средни училишта беа одбележани со многу активности, а учениците освоија и многу награди, за кои Канал 8 телевизија информираше во текот на учебната година. Во летниот период персоналот во училиштата ќе има работни активности со цел подобрување на условите за наставниците и учениците. Од Министерството за образование и наука информираа дека од септември професорите ќе имаат нов електронски дневник, но претходно ќе се организираат обуки за користење. Летниот одмор почнува на 18 јуни и завршува на 31 август годинава. Матурантите изминативе 2 саботи ги полагаат двата екстерни испита од државната матура и резултатите треба да ги очекуваат најдоцна до 8 јули. На полуматурантите пак овој месец им престои запишување во средно образование. Пријавувањето и запишувањето на учениците во јунскиот уписен рок ќе биде во 2 рока. Првото електронско пријавување ќе биде од 20 до 25 јуни, а второто ќе се реализира на 1 и 2 јули. Аплицирањето е електронски преку линкот euslugi.mon.gov.mk. Во вторник во општина Виница ќе се спроведе терестичко третирање за заштита од комарци. За почетокот на следниот месец најавено е и авионско прскање. Согласно програмата за јавно здравје на населението во општина Виница за тековната година, во вторник во раните утрински часови на територијата на општина Виница ќе се изврши терестичко третирање за заштита од комарци. Во првата фаза со дезинсекцијата ќе бидат опфатени површини во градот Виница и населените места во општината. Третирањето ќе се изврши од земја со специјално возило и со соодветен препарат одобрен од Агенцијата за лекови. За таа цел локалната самоуправа ги известува пчеларите да преземат соодветни мерки за заштита на пчелните семејства. Доколку временските услови се неповолни, третирањето ќе се спроведе наредниот ден. Во првата половина на јули ќе се изврши авионско и уште едно терестичко третирање за заштита од комарци, истакнаа од општина Виница.
Почнувани со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.